Борко, значи, многу ми е мило што си ми гости, не. Кажи му. Одличен си, Значи, многу ми е одличен. мило што си ми гости, човек, не знаеш. Најак голман си в Македонија, вече. Ма каква Македонија? Абе, Легенда. у Европа е најак. У Легенда. Европа си најак. Ја од секад викав, он знае. Борко ќе стигне далеку кариера. Он знае. Да, многу имаш кажаното. Борко далеку ќе стигне. Далеку. Да бе, гледам и последниот статус ти е топ. Не знам Борко дали ќе види студио и онака ни една топка не гледам такмици. А ја тоа... Што сум го пишал онака као... Не заебам си. Нешто, пати, не. Борко дрво, подрво не можеше да биде. Супер ти е ово, топ. Тоа голема работа не е битно више, ја тоа сум го пишал, не знам, еднаш два пати само на зезање. Толку ја Да бе, да, еве сите заебанци, еве и другиов. На Борко може слон да му влезе гол. Супер заебанци, жаре, топ си. Абе, ти мислиш Борко? Абе, Борко, ја тоа пишував за Борко пати еден. Борко еден. Кажи му. Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашен гостин Борко Ристовски. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Ова е групата Пеперминт. Добро, сепак е емисија во живо, ана? Глупости, еј. Не знам вие дали сте возбудени, но јас сум многу возбуден бидејќи Пеперминт има нова песна што ќе ја промовираат денеска. Песната се вика Сошиен. Oh yeah! А исто така многу сум возбуден за уште една работа, а тоа е бидејќи се ближи Евросонг. А плюс Евровизија. А плюс Евровизија. Да. Да. Се ближи фестивалот Евросонг. Тоа е геј другарот што ти доаѓа на гости еднаш годишно и при тоа ти вика ај се бациме. Инаку за Македонија ќе настапи Калиопи, за која повторно музиката ја напиша Ромео Грил, нејзиниот бивш маж. Само се уште не знаеме дали и оваа година повторно за Фирчев ќе ја прави кореографијата. Тоа е нејзиниот друг бивш маж. Да, малце интересно. И бидејќи ова е веќе јубилеен 10-ти пат за Калиопи на Евровизија, да заштедиме трошоци и нервози, предлагаме Ромео и Калиопи да си се смират, да си го посвојат за Фирчев и така да си бидат еден комплетен тим обучен за Евровизија. Уху! Секоја година! Секоја година! Не знам дали ви текнува. Имаше едно време кога публиката бираше која песна ќе оди на Евровизија. Да. И нормално, публиката избра детска песна. 100% љубов. Па потоа Владко Илиевски беше на Евровизија, па потоа Next Time беа на Евровизија. Инаку малку познат факт, во тоа време најголем идол на Next Time им беше токму Владко Илиевски. Но времињата од тогаш се променија. Значи, народот веќе не избира кој ќе оди на Евросонг. Некои велат не избира никој ќе победи на избори, но што знаат па тие? Глупост. Но, оваа година МТВ ја избра, како што реков, Калиопи.
И како и секогаш откако ја чувме песната, интернетот и музичките стручњаци се мрднаа од возбуда за тоа колку е добра, колку ќе победиме, па наслови од типот конечно вистински избор, Калиопи со Дона ќе ја освои Европа, Калиопи ќе се расплаче за време на изведбата, по 2 дена имаше нова вест, Калиопи ќе се расплаче за време на генералната проба, па по 2 дена трета вест, Калиопи демантира, ништо од ова не е вистина, ќе се расплачем уште во авионот. Секоја година сме срекни, ќе победиме на Евровизија, почнуваат паники да не фаќаат кај ќе одржиме Евровизија. Тоа е главно прашање. Па Груевски прави пресконференција. Јас во програмата имам ставено проект за гладба, средновековна евровизиска сала. Останува уште наводот да одлучи дали сака Евровизија или не. Калиопи веќе е во Стокхолм, дури имаат направено интервју, верували или не, има одговорено на 2 прашања. Наслови по интернет, на пробата поминавме прекрасно. Грчкиот представник свирна со уста и 2 пати викна фиром, фиром, но Калиопи се направи на тоша. Во публиката гледаме тројца наши гастарбајтери од Теарце, држат надпис напред Македонија, некој нацртал срце и внатре пишал Македонија. На интернет нормално, веднаш, огромен фан на Калиопи и го подари македонското срце. Одма, нема чекање. Па следува уште една проба, па има нов наслов. Не заеба тонецот, но Калиопи не фалшираше. Гркот трчаше пред сцената и шепкаше Скопјанос, Скопјанос, Скопјанос. Во знак на протест, Калиопи во вецето на цел глас ја пееше едно име. И доаѓа моментот што сите го чекаме. Настапот на Калиопи. Водителката на МТВ паѓа во делириум. Македонија! Македонија! Напоменува дека поради скромниот буџет ќе немаме некои посебни сценски ефекти, дека сме успеале да има само чад, но дека најважно е да се остави срцето на сцена и други клишеи изјави. Па почнуваме да ставаме статуси на Facebook. Покажи и на Европа како пеат македонци. Калиопи, со тебе сме. Ние не сме грци, бугари или срби. И доаѓа нашиот ред. Доаѓа редот. Калиопи ја гледаме во кадар, не знаеме што да правиме, се молиме на македонски да пее, и дрга најавата. Формер, Југослав, Репаблик! Во публика го вадат старото знаме. Се даваат барем 2 пати македонци наметнати со знамето. Таман пред да почне да пее Калиопи, во Грција снемува сигнал. Проблемош апоти траса. Проблеми со трасата, вели грчкиот водител. Проблеми со трасата! Калиопи завршува со песната. Сите ја шеруваме на Facebook. Статуси, мокно, победуваме, никогаш подобро. И доаѓа гласањето. Франција гласа, Германија 2 поени, Шведска 3, Шпанија 4. Ти си викаш, ајде добро е, 12 за Македонија, Естонија 9, 12 за Португалија. Добро, не мразат французите, од секогаш било така. Шведска гласа. Исланд 2 поени, Албанија 4 поени. Нашата водителка вика Албанија од година во година се подобра и подобра. 6 поени за Австрија, 10 за Данска и 12 поени. Ти викаш, кажи Македонија, ајде кажи бре Македонија, Норвешка. И на крај кога дојде Бугарија да гласа. Еми 12 бодове идват кам Македонија! Скокаш од радост, бе, отвараш Facebook, бе, коментари, един народ, 2 држави, Србија, 2 бода за фиром. Отвараш Facebook, дека го признавме Косово, тоа е тоа. Србите никогаш не сакале. И на крај собираш и ни 18 поени не сме собрали. Македонија ги пакува куферите на Скопје, на Facebook стандард, не ни треба Евросонг, Евровизија ги избиралиште. Приметивте ли дека Шведска, Данска и Норвешка си гласаат меѓу себе секоја година? Шо си открил? Браво! И почнува депресијата. Се до кога?
Се до следната година кога Калиопи неочекувано ќе се здружи со Ромео Грил, кој ќе напише песната, и Васил Зафирчев кој ќе направи хореографија, и сето ова не почне одново. Македонија! Македонија! Ајде се сватиме погрешно. Калиопија сакаме многу и посакуваме највисок пласман. Таа е прекрасна пејачка и најдоброто што може да го пуштиме од тука после Пеперминт. Само, ако работите излезат вака. Ако работите излезат вака. Да не биде дека не сме кажале. Може? Може. Се повеќе се разгоруваат страстите меѓу лидерите на владеачката партија и опозицијата. Последно нешто што ги доведе работите до точка на вриење беше повлекувањето на министрите од ДУИ. Нели, се сеќаваме. Последниот пат, кога толку многу беа искарани Груевски и Заев. Последниот пат. Проблемите ги решија на многу интересен начин. Груевски и Заев своите проблеми ги решија со рап битка. Се сеќавате? Јас сум Тико Соу на Лан, лапот ми е јака слана, јас сум нормален дечко, јас си пазалам во гланам, јас сум најомилениот премиер. Имам цела фамилија со ВМЛ-ско педигле. Очигледно и овој пат работите ќе мора да се решат со рап битка. Очигледно. Побушти. Зоран Заев. Директно од Струмица. Мора да се помириш, нема веќе да одлучуваш. Џабе опрема уништуваш, џабе сите ги прислушуваш. Веќе ми кажа дека си сакал да те спасат. Фати ме ленче, знај си, сите ќе ве поапсат. И самиот си знаеш, не се враќа старото. Цело време повторуваш народот, па народот само старците следа, стари чичковци и тетки. Џабе ти се местенки, џабе швајцарски сметки, цела партија збогати, возат коли и мотори. Се чаталат на секаде, шетаат во чопори. Вчера никој ништо, оденаш сите глумат грофови, нека знаат ова зло, никогаш нема да се повтори. Слушате? Нешто се крчка, лицето на Груио само што доби нова брчка, ќе бега негде каде, може би во Грчка, без гајле ќе го фанам по него, јас и трчкам, се ближи крајот, се најдовте во стапица, се изнервира Фати, Меленче и Катица, толку од рапов за тебе тука е крај, со ВМРО завршивме и сега следи рај. Цела партија збогати, возат коли и мотори, се чатала на секаде, шетаат во чопори. Вчера никој ништо, одеднаш сите глумат грофови, нека знаат ова зло, никогаш нема да се повтори. Се збогатија купија коли и мотори, се чатала на секаде, шетаат во чопори. Вчера никој ништо, одеднаш сите глумат грофови, нека знаат ова зло, никогаш нема да се повтори. Ме викаат пастор, зашто јадници ме следат. Твоите не лаботат ништо, на Инстаграм свикички ледат. Програмата ја плавите со карот и таот. На 5 јуни ќе ве згазиме, ќе одлучи наод. Не знаеш сам како, слушаш што ќе каже странци. Во ВЦ не одиш, ако не ти дадат американци. Има лазика меѓу нас, котовани бодови и чанци. Ти играш чочек, јас играм на ти на танци. Катица па катица ме ги направивте толкави. Дуи излезе од влада, цело СДС слави. Нема да ме фатиш и да ги скрши сите блави. Бато Никола те дуива кода е Алонсо Чави. И се бужал крајот, изгледа нешто те буни. Но се ке ти лазе снам јас на 5 јуни. Си владеам без мака, народот ме сака. Ке биде вака, ке биде така. На вашиот туе само се кака. Кај нас на плес само вистина се збори. На сите уиде насо во СДС голи. Со проекти во работување нов полаз ви се клои. Многу полази се соба, има ли некој што ги бои? И си продолжам со бал ко 13 луи. Оваа полака во глава нек ти зуи. Да изгубам од вас, гадно фуи. Ке победам во јуни, не ми туеваат ми дуи. Треба да го браните секојдневно вашиот концерт. И ние сега гледаме едните петли пеат на едната телевизија, па ги гледаме нив, па пеат петлите на другата телевизија, па после. Знаете ли колку е напорно? Колку ужасно напорно овде да се живи. Преку од Груевски и Заев и сите што ги бранат со газовите под наем не е парадокс, туку паранот. Криво ми е што го поделија народот.
Едниот краде, а другиот моли за да краде. Се додека народот моли за да јаде хлеб, ако нема ке јаде г***на. Двајца се потребни за војна. И сега што ке не смирува Европска комисија, кога сме Европа само на Евровизија. Мај тамо сме за нигде, каде возот ни касни, сега и ќе ни кидне. Тик-так, тиги-риги-рик-так, тик-так, тик-так, тиги-риги-рик-так, тик-так, так, тиги-риги-рик-так. Мајка би продале за власт, за власт, за власт, за власт. Море мајка би продале за власт, за власт, за власт, за власт. Мајка ми продале за власт. Сладкаристика! Го имате новиот албум на Сладкаристика на slatkaristika.mk, бесплатен за симнување, бесплатен за слушање. Го имате новиот хит со Криско, се вика Тик-так, Тик-так. Одете си на YouTube, видете на него, одете на slatkaristika.mk и уживате одличен хип-хоп. Уште една Сладкаристика! Да, тоа беше Сладкаристика. Добро, Сладкаристика, Груевски и Заев, бе. Океј. Ѓоко, не викај. Оу, да, тоа е тоа. Сега може да си продолжиме со нормалните работи. Мислам дека треба некој да дојде. Не знам кој треба да дојде по сценариот. Не знам. Чекам некој да дојде. Сијава ти станува, брат, све боле и боле, ова е нешто невидимо. Ја не Овој очекувам. човек ја прави. Овој човек ја прави. Аплауз за Мешевски. Браво. Рециклирање. Седиме. Ајде ке седнам, Многу ми е зачем кеф, си запнал? многу ми е кеф дека ги батали цигарите и вака стана спортски човек. Многу ми се допаѓа, да ти кажам. Ти благодарам што се грижиш за себе, бидејќи си многу важна алка во насиот Синџир Мешевски. Така. Ти кажам право, испитани се штедат пари, баш кој Европска Електронските? унија. Па нормално. 21 век. 21 век. Чиста работа. Океј, толку ти беше време. Хајде пак се видиме. Пријатно. Чао. Мешевски. Доаѓа Великден, земете си некој ден слободен, обавезно и прошетајте, одморете душа, одморете мозок, одете преку савана нормално, секогаш биле број 1 за мене. И фала Богу, плаќате си со картичките на Стопанска банка, бидејќи си се најсигурни. А сега ние продолжуваме со нашиот гостин, тоа е човекот кој што неодамна потпиша за најдобриот ракометен клуб во светот и таму ќе му прави друштво на најдобриот ракометар во светот Кирил Лазаров, се разбива, зборувам за Борко Ристовски. И можда другите се плашат од тебе. Не и ја. Кажи ми нешто поише за него. Па еве да речеме, најчесто зима можеш да го видиш. Добре ви? Кажи ми како се вика. Кажи ми како се вика, ќе добиеш се што сакаш. Само ако не ми кажеш. Кој е тој? Не ти кажу. После ја ќе бидам крив што сум ти кажал вистината. Кажи кој е тој и ќе добиеш што сакаш. Тоа е планински чај. Чај од планина е тој. Што не кажеш, бе? Што не кажеш, бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Не ми се вера. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо не друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Денеска имаме премиера на новиот хит на Peppermint. Сошиен, така се вика. Сошиен, а претходно
Го имаме човекот кој што е нашиот ракометен министер за одбрана, човекот кој што од неодамна ќе видиме, ќе ни каже до кај е таа работа, но се појавија шпекулации дека потпишува за нов клуб и тоа не било кој туку најдобриот клуб во светот. Се работи за Борко Ристовски! Ајде Борко! Борко, мебелот на кој седи Борко може да се го купите во Пункт мебел, да знаете, бидејќи е супер. Богата клубска кариера во Македонија, Шпанија, Катар, Франција, Германија и од најново во Шпанија, во Барселона. Така ли е? Па добро, генерално е све договорено, мислам дека остануваат уште некои ситни детали кои што треба да се договорат, меѓутоа 99% е готово. Да. Многу бе смирено некако ми делаш, ја да ме земат у Барселона. Искрено. Ова ќе оправам пак. Ова ќе оправам. Знаеш како, може би е малку чудно, меѓутоа во текот на преговорите јас 2 пати одбив Барселона. Во рокот некој си месец дена, 30 дена, па затоа што јас настапувам во еден од најдобрите 5 клуба во Германија. Точно, а Германија е малте Германија NBA, е NBA во спортот и во ракометот посебно, така да мислам дека тоа беше малци и моето размислување дали да благодарам господине. Добро, пример, кога одбиваш некого, одбиваш и рецимо лаички кажано се ценкаш или како оди тоа? Зошто се одбива клуб? Не, жаре, значи во теком на преговорите, тоест мојот менаџер преговара, работата оди до таму каде што нели ми се јавува и ми кажува дека имаме одредена понуда од тие, да речеме, 4-5 клубови. Така. И јас во стартот му кажувам дека тие 3 клуба одредени треба да се тргнат и да продолжи да преговара со овие 2. Така. Така да јас имав понуди од 5-6 екипи, јас во старт кажав дека тие првите 3 кои што ми ги спомна треба да се тргнат и да се продолжи да се преговара единствено со Барселона и со тимот кај што сега настапувам. Така. Како и да е. Ако излезе целата работа како што треба, ако излезе се како што е планирано и ти Кире ви имаме во Барселона, навистина ќе бидеме најсрекна ракометна нација, дали може така да кажеме? Можеме? Па тоа е тоа. Искрено, најискрено ти кажувам. Жере, мислам дека е огромна чест да се игра за Барселона, меѓутоа е огромно признание за нас како држава, нормално за ракометот како спорт воопшто и нели лично за мене и за Кире, затоа што двајца македонци од Македонија, малата наша Македонија, да играат во Барселона, мислам дека е стварно една големо признание пред се за нас двајца, меѓутоа и генерално за Македонија, затоа што мојот успех со годењето во Барселона, јас ќе ја представам Македонија. Себе си нормално, меѓутоа и Македонија. Во секој спорт да имавме по еден Кире и Борко, сваѓаш? Така да во секоја сфера од живењето да би во секоја сфера да ќе бевме многу поуспешна држава. Да. Замисли еден политичар у Барселона да играш. Да. Види, Груевски каква шутира на отварање сали може да го викнат у Барселона фудбал. Што да не, шутира таму, добри голови дава. Да те вратам на почеток, на твоите почетоци. Имаш некој спортист, мајка, татко, некој воопшто ракометар? Не. Па зошто, како ракомет трна? Па како трнав ракомет? Зошто не фудбал? Па не, во основна школа така бев по-буцко малце, не сум за фудбалери, ја. Ти вика дебели? Па така, ај дебелкото нека застане на гол. Ај ти дебели застане на гол и така. Така почна? Така, да. Сите, нели, наставникот доа и ајде ти застани тука, ти дебели вика ајде застани на гол. И дебели фаќање брани све живо и полека дечки се раѓа желба за спорт и за ракометот конкретно за мене и верувај Жаре до денес не би менувал мојата позиција. Добра, прв договор, се сеќаваш кој ти е? Се сеќавам. Прв договор ми е во ракометниот клуб Металург. Значи во Металург ти е прв. Да. Колку имаше 5-16 или? 5-16 години. И се сеќавам, да, и на првата плата, да ја кажем, нели, првите парички. Што направи за паричките? Па онака дете, знаеш, со ранец на грб, после тренинг си одиш во автобус, се качуваш и со парите, не знам, како сега да речеме 10-15 денари. Така нешто и дома радост се А ти навикнат на джепарат? Ти навикнат 500 денари, 100 денари, ти 500 денари, какви 500 денари, 100 денари навикнат.
И идеш дома, мамо, давај сметките. Ако чепнеш од твоите нешто сточе, ако излезеш дека спијат, тоа ти е Нормално, плюс. тоа се пари. Да, и така, и сите пари онака, не знаеш, не си ни свесен колку пари се тоа, знаеш. Да, тебе ти изгледа како $1,000,000. Да, ти мислиш дека си најбогат човек на свет со тие пари. И онака, с парите ги зијам, отидов дома, ги дадов на мајка ми. Добро. Викам, ова е од Прај мене, што сакаш. ова е од мене, правите што сакате. Така да тоа е тоа. Едноставно металург. Ти си еден од, па не знам, можеби единствен што си бил металург па вардар, па металург па вардар. Така, ги имаш на два пати оден. Да, на два пати ги менјав. Знаат веројатно овие што следат ракомет и спорт дека ти од металург замина, мислам дека поради твојот конфликт со Лино Черој кој беше и јавен, не дека нешто вие криевте дека многу не се сакате. Нели? Жаре, јас секогаш зборам директно и отворено, така да замина заради тоа затоа што во тој период кога дојде Лино Черва, едноставно почна да разговара генерално со сите играчи со подценување. И јас тоа сум карактерно таков, значи не може да го прекјутам и Го ти не знаеш, јас знам. Па, Или? генерално кон македонците со подценување. Деме? Значи, да, генерално кон македонците со подценување и... Сериозни обвинувања ти тука правиш. Жаре, ја никогаш не кажам нешто не е вистина. Абе, јас сум Немам гледал тоа- интервју на Лино, искрено немам не ми тоа- изгледа како таков А човек. добро, Лино е, види вака, Жаре, Лино е многу интелигентен човек. Лино е политичар, далеко од тоа дека не знае или дека е лош тренер или дека е не знам што, меѓутоа човекот си има свој принцип на работа. Добро, кај што ги гледа своите играчи од висока точка. Добро. Тоа во денешно Тоа време не ти се допаѓа. Па не мене, генерално Жаре, тоа во спортот не функционира така. Тоа може да функционира во застарени системи. Да речеме кај нас Уште на од дома Балкан. тргнавте на лоша нога, Борко? Па да. Да, Да, не, на почетокот бевме супер, окей, затоа што јас сум добар пријател со Кире, Лино е добар пријател со Кире. Така е. И на почетокот Му беше имаше тренер во Загреб. Да, му беше тренер во Загреб и пред доаѓа кога дојде Лино кога потпиша нели за Металург и разговара со Кире и Кире ми ка добро, смири се малце. Диши длабоко сега, да, диши длабоко, дај му шанса као на човекот, знаеш. Нека сгреши еднаш, два пати па после. Викам добро, окей, ајде. Имаше ситни недоразбирања кои што ајде тлеја одреден период, до кој што јас ставив црта дека од тука понатаму ја не можам да поминам, затоа што со сета почит кон неговата историја, нели, Нормално. и неговото CV и се она што го направил во ракометот и во животот генерално, меѓутоа јас имам свое достоинство и свој образ и ако другите сакаат да го трпат тоа, ја не морам, затоа што не знам зашто, меѓутоа од секогаш сум имал многу самодоверба во себе дека без разлика ако не успеам на едно место, ќе успеам на друго место. Ако не успеам на ово место, ќе успеам на трето место. Сам во себе. Ти успеавте, да ти кажам. Па фала му на Бога, сега за сега е добро, Жаре. Ма одлично, браво. Тешко, морам да кажам дека тешко ми беше, затоа што да градите интернационална кариера е доста тешко. Така е. Одите во странство, кај што тргнувате од нула буквално. Одите во, не знам, ајде сега последниот пример во Рајне Карлевен, потпишувам, вика здраво, дојдов ја, викам, и сега, добро, во ред, знаеш. И викам, ама јас имам брането Металург и во Вардар, абе, момче, све е тоа во ред, што имаш ти брането Металург и во Вардар, ама тоа е, не е ова нити Металург, нити Ја Вардар. многу добро бранев. Да, не, ја бранев многу добро, као. Меѓутоа ова не е нити Вардар, нити Металург, они го почитуваат тоа, меѓутоа треба да почнеш од нула и да се докажеш на секој тренинг, секојдневно, на секој надпревар и Борко, на страна спортов, што е најтешко кога одиш у непозната земја? да не бидам вулгарен, Добро. треба да имаш многу големо срце за да одиш на надпревар. Тоа не може секој, да не кажам треба да имаш друго нешто. Да. Тоа не го може секој, Жаре. Значи, Не го може, тоа е поинаков начин на живот. Има Тоа е- ракометари што имаат талент, ама немаат срце. Немаат срце? Има? Немаат срце? Да. Па има, веројатно има, затоа што според мене има доста талентирани ракометари, има оваа наша држава, меѓутоа треба да се собере таа храброст за Така е. Ти, меѓу другото, покажа срце кога замина не во Србија, во Хрватска, во Франција, него во Катар. Случка многу така комична, ајде да речеме комична, затоа Како што стигна до за? Буквално како стигна? Кој ти се јавува и ти вика треба да доеш во Катар, сакаме да бидеш голман тука и не знам.
Од клуб ли ти звони? Кој ти звони? Не, значи се случи, мислам дека беше Европско првенство во Данска или Добро. светско, не се сеќавам. И така у соба пред некој надфрер одмараме со Кири, звони телефонот. За Кирија Цимер инаку. Да. И звони телефонот, гледам некој број. Да, вика, мало на англиски, вика, здраво, вика, јас сум од Катар, вика, едно момче, Нафта да вика, не треба. човече едно. Дали, вика, се заинтересирам, вика, да викам, друже, имам светско првенство, знаеш. Да, не замари. Не можам сега да размислам на тие теми, викам, не е ни моментот. Добро, фала, пријатно. Добре. Па следниот ден, ја вика да разговараме за Катар, имам понуда. Викам, друже, не сум заинтересиран за одење во Катар, викам, фала ти многу, нема потреба да се Јавете се слушаме. за 2 недели. Да, ќе се чуеме после. Добро, во ред, фала, извинете, добро. Па третиот ден, Тебе? да, вика, здраво господине, вика Борко, јас сум, вика, пак, вика, Кој многу доседен како ние да, лајоне. и сега викам, кажи бе, друже, абе, вика, да ја слушнеш, вика, понудава моја, викам, друже, не ми интересира понудата, не сум за Катар заинтересиран, да. Значи, ја играм во Бундеслига, тоа беше играм во во Гумерсбах? Гумерсбах, да. Играм во Бундеслига, значи тоа е во ракометот NBA, тоа е врвот на една Така е. кариера, значи јас сега да се фатам од Гумерсбах, да отидам од NBA, да А не отидам си во Катар. 40 години. А не нели, сум 40 како што години. обично одат. Да, викам не сум заинтересиран. Добро, во ред, фала, извинете. Па и сега четвртиот пат звони. Ама бе. Да, звони. И ти звони. викаш, Сега, ако ама чим она, звони, знаеш, ќе тензија пред утакмица, знаеш, и се собира таа напетост пред утакмица и сега и сега звони пак и ја викам. Читлям бројот, па викам, па јој будала човек пак сега. Ало, викам, здраво. Вика, јас сум пак, вика. Јас сега му Ој како шефе, спасе е досад. Викам, шефе, викам, извини, не сум заинтересиран за Катар. И сега Кире од соба слуша и сега вика, добро бе, што е се, што 4 дена, вика. Па викам, сега ова човек некој од Катар, викам. И сега човеков на телефон, знаеш, стои. Викам, некој човек сега од Катар, викам. И што сака види, вика. Кажи бе, Тоа викам, Кире ти шефе. збори, Да, кажи, викам, што се понудава. Абе, вика, да ти дам понуда. И сега гледам пак, и го тргам телефонот и викам, Киро, овој понуда сака да даде. И викам, кажи му некоја цена лупни, вика. Се викам, ја у Катар пута не 10, сум бил, да. Кажи, вика, пута 10. Добро, викам, ја му кажувам цена. И вика, ќе ти сјавам, вика, за 30 минути. Добро, викам, јави за 30 минути. Затам телефон, викам, Киро, го откачих, мој нема да звони, викам, сега пак. Супер, звони телефонот пак за те. Вика, господине, вика, окей, вика, понудата. Еј, викам, ја вака. И сега што прави, бе? Викам, и ја вака, викам, како бе окей, ја викам, Киро бе окей понудава. И Киро, како бе окей сега понудава бе. Ти ли поише пари од мене да взимаш? И вика, знаеш, и Киро вика, и сега јас сум, викам, што сега тој у Катар да одам. И ја му викам, Киро окей, и ој вика, оди вика. И ја му викам, абе шеф, имам договор, не се секире ти за договор, ја вика, ќе се јавам клубот у Германија, оштета ќе платам. И јас сега, знаеш, она па не сериозно, ако викам, јави се, па јави ми се мен. Да. И на тоа остани, нели, са бајлето тренинг, си се јавил? Да, он си се јавил, ја доаѓам од тренинг и гледам пропуштам она повик од директорот на клуб. Ало, викам, што е работа? Абе вика, Борко, и се смееш. Кажи Франк му, викам, го се викаше директорот. Абе вика, ми се јави од Катар, вика и се смее, вика ти се јави, али вика ми се јави, и јас се смеам. И сега човекот викам, што направи ти, викам? Вика, јас се договори, вика, за пари. И ти што видиш? Па викам, и јас се договори за пари. Викам, ќе одам, изгледа. Ајде како се вратиш, дојди, ќе средим, ајде. И се заврши, но тоа, човеков пас ја вика, господине, вика, све средено, вика, да знаеш. Фала, викам, господине, и сега пас ја затварам телефон, викам, што сега, викам, нешто уште да измислам, нешто, знаеш, бараш причина да не одиш. Знаеш, даваш сега безобразна сума, он ти вика, окей, а не ти се оди баш. Сега, што да измислам, сега ти текно, викам, добро, ама 50% парите да ми ги префрлите, унапред, пред да дојам. Да. И човек вика, чекај, вика, ќе сеам за 30 минути, за пола сат. Добро, викам, ајде, па се јава за 50. Нема проблем, вика, ќе ти ги Не, префрлам. 50, 60. Викам, до. И така отидов, жарет. Ама сакам и 3 жени. Не можам, викам, да оставам мој последен месец, викам, последниот таа платата што ми е за 4 месец, викам, не треба да ми ја дадете. Викам, фала ви многу.
Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Најверојатно никогаш нема да возите Формула 1. Но сега има начин да откриете какво е чувството. Пи Монца, биди број 1. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. Кога стигнав таму и нели ги запознаваш тие луѓето и тој директорот на клубот нели ме пречека, во хотел ме однесува и вика: "Леле Борко, вика, фала ти што прифати за оваа цена", вика. И јас сега го гледам. Еле, ти да се убиеш. Ти си можел поише да кажеш. Не, ја не знаев, само не знаев како да реагирам. И сега го гледам, вака, викам да, супер, окей. И вика, мене шејкот, а шејкот е нели оној главниот босот на клубот е шејкот. Така. А овие се директори, нели? Така. А вика, гледавме, вика, ние седнати у пустина. И гледавме, вика, баш тоа. И баш вика гледавме светско првенство и нели се погоди некој утакмица, јас сум одбранил 22 топки. И сега гледавме, вика. О, ти се погодил, Да, и гледавме, вика, ракомет, вика, и гледавме и тој шејкот, вика, не збори, вика. Не зборна, само Добро, вика шо? покажа, овој го сакам. Боже. И вика, и сега тој директор вика, ја не смеев да се вратам у клуб без да те донесам тебе. Да. Пошто ќе го скина, да го да? знаеш овде да ти го кажев, ова вика ќе ми бараше поише пари, вика, затоа сега ти го кажувам, вика. И јас сега, знаеш, па низ главата ти проаѓаат, викам, знаеш, знае, вика, земевме некој милионче поише да му. Шејкот толку опасен Да, бака? да. Шејкот господин, кога доаѓа, значи Таков у бело целиот, така? Да, значи доаѓаат на тренинг, жаре, значи прво доаѓаат 5 души, 10 обезбедување, па се паркираат едно 5 мерцедеси, сите исти, значи затемнети, сите фул Црно, S па се не класа, види. се, и доаѓаат и како доаѓа, само гледаш трчаат тие од обезбедување што се околу него. Шо брат? Па доаѓа шејкот и он не седи жаре на столица обично да гледа тренинг. Чекај, пример, доаѓа у сала и не Доаѓа седи да на гледа клупа. тренинг или не, жаре не. Па кај се? Трчаат и му носат маси, столици, значи вака. О, да, чувај. Сериозно? Носат маси. На глава, едниот трча на глава масата, другиот двајца вака кожно носат и седнува. И они трчаат, го местат, едниот отвара врата и шејкот му го чистат ова и шејкот седнува и си седнува, човекот гледа ракомет. А на тренингот 5 души има. Така, доста интересно. Стигна да направиш 2 збора со него? Да. Жаре имаше многу една интересен момент кога си заминував. Чека, му остана малку, тоа да им кажеме на имав договор луѓето. 4 месеци. Така, а колку остана? Не беше 4? Не беше 4, останав 3 месеци. Шо се Имав деси? 4 месеци договор, останав 3 месеци затоа што Преку последен главата, месец да? не се издржуваше, жаре почна 60-70 степени да биде, не се издржува. 60 степени? Да, од 9 сат сабајле 60 степени, ти не можеш да излезеш ни од хотел. Вика оди на базена, виш, на базен не се оди 60 степени од 9 сабајле. Кога да станам 5 да одам на базен. И 4 месеци имав договори, после 3 месеци викам, ја отидов кај шејкот, викам Друже шејк. Хафет се викаше, так не знам, Хафет некако се викаше. Викам Хафет, викам ја не можам викам да оставам мој последен месец, викам последниот таа платата што ми е за 4 месец, викам не треба да ми ја дадат. Викам фала и многу.
И човекот, знаеш, не се навикнати луѓето, катарците, да некој им одбива пари. Знаеш, и тоа е за нив, Демек сите сакаат Демек сите сакаат да останат, а ти вика, да, и никој не дошол, вика, никој до сега не дошол и да ми каже, не ги сакам парите, сакам да си одам порано. Што е, вика, работата, ти донесеме некој фамилија, ово, она, вика, не, викам, не е работа, затоа не ми се останува, викам, не. Стварно е жешко, не можеш жаре од хотел до кола додека стигнеш се поти 60 степени, е стварно многу. Чекај, А ја кога што сум буцко, овака уште поише за мене. Стануваш овакво. Нели, знаеме сите на одмор кога одиме. Са колку и да имаш убава кола, кога ќе влезеш у кола е изгор. Не знам, ја чуваше у фрижидер колата, што правиш? Не, јас значи колата ми беше паркирана баш пред хотел. Имавме резервиран наш специјален паркинг за нас само. Добро. И се влагам, ја трчам до кола, значи 20 метри кола, трчам до кола да запалам клима да се пушти, се враќам до овде испотен лом. Ја палиш и се враќаш? Се враќам, да, се враќам у хотел да се излади колата. Браво. Ама нема шанси тоа си. Јас се враќам испотен, викам џабе, се и климата, џабе пушташ, готовиш. Се качаш горе, си се тушираш, си менјаш овакво. Климата си, кој никој не сме да чепне колата. Не. Никој не сме жаре да оставиш телефон вака на у кафич, никој нема да ти го чепне. Се вратиш после 3 сати тука и стои. Да. Многу богата земја што? Не за богата, него многу или културно, што е работа? Пак култура, жаре, многу закони имаат строги. У Гумерсбах кога беше, пишуваа медиуми кај нас, тоа гарант, знаеш, си читал дека си имал плата од 200.000 евра по сезона. И тоа беше ептен тука, најплатен ракометар, бла бла бла. Сега од друга страна нешто што гарант не очекуваш да те прашам. Кај жените тоа како се одразува? Пример, доаѓаш во Македонија и знаат дека зимаш 200.000 по сезона. Дали осеќаш дека повеќе ти се лепат жени? Реално, што? Значи, добро, во ред не е вкусно се збори за пари, за цифри, нема да коментирам ништо од тоа. Да, бата ли тоа? Не мислев да те прашам. Па добро, има жаре ситуации кај што за пари за жени правиме. Има ситуации кај што не можам да кажам дека се лепат, меѓутоа има ситуации кај што се гледа дека ајде да кажам, не знам како да се изразам, многу полесно стигнувате до одредени работи од нормално. Бидејќи ти си еден од ретки во твојава генерација нежен, пак почна да се потиш. Само ти си останат од твојава генерација. Кире, нели сите се испоженија? Да. Мислам дека скоро сите, да. Па Да, од постарите, да. Жути, мој со компанија. Да, само јас. Ти си останат уште? Да. И како е работата? Те чекам тебе прво. На тоа поле. Ја мајката. Столе да не го чекаш да се Не, наде. тебе те чекам прво, па после. Добро. Столе е многу млад, ке си значекам, ба е. Ќе се изначекаш, како не. Кампот Кирил Лазаров, ќе присуствуваш годинава пак? Да. И сакам да работам со деца, да помогнам со совет, со било што да се помогне, затоа што мислам дека спортот е едно од најбоите нешта кои што оваа наша држава ги има и на секој младо дете кој што може да се помогне, мислам дека заслужува. И можеме и да ги повикаме младите таленти ракометни да си се пријават, така може да си се пријават. Таленти обични деца кои што сакаат да видат Лани како е. беше супер камп, годинава ќе биде уште подобар, не е во Струга, годинава е во Охрид, баш Алкалуид Голден Арт се спонзори таму, така што еве нека се пријават младите ракометарчиња. Така. Те знаеме како врвен ракометар, дали си можеби добар кошаркар? Не? Не, меѓутоа ќе пробам нешто, ќе видиме. Ќе се потрудам. Може нешто да пробаме заедно? Да. Бидејќи те знаеме, знаеш кога играш ракомет ги затвараш ролетните буквално. By the way, пробај спонзорство од Роломатик да земеш. Они со ролетни има, знаеш, многу кул ќе дојде. Не. Замисли рекламата Борко искача ролетни. Не, немој така. Па нормално, ти да се у Катар собра пари и не му е до пари дојде нас. Не треба спонзорство. Ајде. Дали може да го видиме Ивица Јаковлевски тука? Ево го аплауз Ивица. Ивица Јаковлевски од Про баскетбол тренинг. Од Про баскетбол тренинг. Седни тука Ивица. Значи Ивица има битно е за твојата академија дека индивидуална, така тоа те разликува од другите. Токму така, да. Работиш мано, еден на еден. Еден на еден, one on one, како ти што работиш така и јас. Да. Тоа е тоа. Ај вака, дај да му на Борко баскетот чисто. Ја мислам може да стане. Дај му да видиме. Ај пробај да вртиш на сам пробај да вртиш. Не може. Не знам никако. Пробај да те видиме. Ајде да видам како се почина.
Значи, гледаш колко е лесно? Гледаш? Не гледай лесно, нищо не. Ајде, дай ми ја. Ајде, пробај. да че да пробам. Ајде. Вака само правиш и тоа е. Ето го, тоа е. Прстот. Не, чекај, че да пробам. Ајде. Ајде. Сега не ми се смеј сега. Прв пат правам ово. И на Северина и беше прв пат. На лево. На Северина беше прв пат у Брод. На ја. Се снима. Вака само. Ето. Аја. Сега поддршка треба не да се смеете. Совеко ти игра за Барселона. Срам да ви е. Срам да ви. Така, тоа е тоа, бе? Тоа е тоа, ама ти од страна лесно е да збориш, да. Близко си, бе? Не. Ајде, помогни му. Друже, Помогни му. Не бива мене. Ајде, видиме. Ајде. Може? Ајде, прстот, ајде. Борко Ристовски, Ивица. Фала ти, може да те побараат на Facebook, на интернет негде? Да, секако Про баскетбол тренинг имам фан страна, така да сите информации може да ги најдете таму. Фала ти на тебе, фала Борко. Добро да играте баскет, си одите таму. Борко сега ќе чита твитови. Да видиме што пишуваат на социјалните мрежи за нашиот министер за одбрана. Ајде. Значи, догледуваш до таму? Не. Се надевам, голман си сепак. Шо вика? Замисли Борко Ристовски да ми е татко, ама и ова... Добро. Да ми е татко, ништо нема да ми брани. Ништо нема да браниш. Синиша звани мастика. Така беше? Ќе го најдеш после, а? Океј? Помејер, денеско Борко Ристовски беше. Талпа ќе беше покорисна. Ходиме следно. Ама чекај, остај ги подолго да ги гледам, кои се да ги памтам овие. Да. Ова е све ластик, ова истиот е бекотан ластик и Ова пошто. многу добро. Коа? Борко Ристовски недобар брани. Кој е на клупа. Ајде следно. Ау, оваа гица прасица. Што вика? Денес сум безкорисна како Борко Ристовски. Има уште едно? Има. Ајде уште едно. Ако има уште поише, пушти ги. Еј, ова е многу добро. На овој Борко Ристовски никад не знам дали му е блузонот таков или е само испотен човек. Ама чекај, жаре. Уште едно има? Ајде уште. Ама ќе ги вратиш послушање за да ги запишам имињата. Тала Џафери е болен министер за одбрана. Ова највише ме болеше последно овој. Нели? Да. Најди Последно се од ме интернет слика на Борко кај што е испотен, пошто цело време е испотен. Најди ја, пушти ја негде, најди ја од Google Жаре, таму. кој работи Пушти ми мора одма. да се потпи. Борко, стварно те знаеме, ваков посебно од кога новите дресови да ги видим. имате. Ова, ова дури е поише, старо, ова старо ништо е не. Не, ова ништо. Ова ништо не. Ова е сликата. Кога? Не сум од Ке испотен. најде, се тоа може ли да најде? Почињаш да се потиш одма? Не. Кога? Па после втората минута. Така? Не, се потам многу затоа што пијам концентриран кофеин, кој што ја подига температурата на телото и така малку. Кога го пиш пред утакмица? Па пред пред. Ајде. Да. Значи допингче? Кофеинот ако е допинг, тоа што допингувам. Се допингуваш, добро. А ја сега ќе играме играта Твое чело личи познато. Ајде. Ова е играта каде што ти Ајде да покажуваме чела од македонската репрезентација, ти треба да кажеш кој е. Значи ајде да видиме првото чело. Ама одма треба да кажеш, да не. Одма. Кој е овој? Ова е моето чело. Борко вика дека. Ајде да видиме. Да, е стварно. Добро, ајде да видиме следно чело. Ова е столе. Ајде да видиме столе. Абе не му кажувајте па вие. Ајде да видиме следен. Ова е жути. Па жути оваа фризура надалеку е позната. Надалеку познатата гнездо фризура. Да. Ајде да видиме друго. Ова пак ли е столе се? Чек. Зезнато чело. Бубулицата на челото ме буни само иначе. Колко го издава? Ај Гоце Оилевски да видиме. Ајде да видиме дали е Гоце.
Филип, Филипе. Не баво и само нешто да... Не, ме збуни. Имаш уште еден? Има, ајде. Опа. Не знам овакви залистоци кои има. Не знаеш. Ајде да видиме кој има. Мој сум. Еве го кој има. Види, да играв играта твое уво личи познато, ќе го познаеше гарант. Гарант. Да. Ова кој е? Ова е Кире Лазаров. Ова е Кире? Па ваква коса има само Кире. Толку е, доста е. Сега, со ракометарите играме секогаш кафана. Кого би носел во кафана, кого би му ги оставил децата на чување и кому би му ја удрил една. Значи, ова мора да е од репрезентацијата. Значи, кого од репрезентација би носел у кафана и зошто? Ја, мој тип на кафански човек е Кире, затоа што кога одиме у кафана не заглавуваме баш и нема оние почетоци со, нели, кога почнуваш со ракија, Кире, верувам дека нема да заглавам, а ти некако... Не. Добро. А столе, ако го носиш? Па со столе, ако отидеш у кафана, ќе треба да заглавиш до 5 сат сабајле. И да се истопиш. И после кафана да одиш у буреџилница да јадеш бурек. Што е уште полошо. 2 бурека. 2 бурека. Така. Добро. Само кај нас го има. После кафана да одиш и да јадеш бурек у 4 сат сабајле. Нормално. И да бркаш девојки на бурек. Тоа не знам. Таа информација немам. Добро. Ни ја не знам. Кому би му ги оставил децата на чување евентуално? Ацо Јуновски. Браво. Ја би му ги оставил нему. Малце делува така малце застрашувачки кога ќе го види човек на прв поглед. Да, ама е добар човек. Последното кому би му ја бапнал една? Па на столе би му ја бапнал една. Онака за школа. Знаеш што? Еден мал куриозитет. Оваа игра со кого и да ја играме од ракометарите, сите на столе би му ја бапнале. Тие криво кога, пример, ќе одиграте добро, ќе земете 5-то место на првенство. Следното првенство ќе видите 12 или нешто и сите викаат катастрофа, мислам сите. Голем дел викаат катастрофа. Значи одма очекуваме дека треба следното првенство 4ти да сте. Жере, или трети. Луѓето не се навикнати да ја гледат реалната слика. Сите сакаат да живееме во некоја, ајде да кажем, искривена слика на нереални очекувања. Затоа што оваа наша репрезентација направи огромни успеси. Може би за некој тоа звучи, ајде сега не знам, беа 5-ти, па сега 9-ти. Жере, има репрезентации, Македонија е учесник последователно на последните 6 или 7 големи натпреварувања. Дали се тоа европски или се светски првенства. Значи репрезентации не знам како Шведска. Така. Не се редовни. Една година одат, две не одат, па една одат, па две не одат. Пред одреден период во еден медиум напишав една, ајде, на светското првенство во Катар напишав една колумна која што беше, не знам, читана по бајаги и не знам, имаше многу, јас обично не се замарам да читам оние коментари. Жаре кажал ова или оној кажал она, меѓутоа видов дека имаше доста коментари за мене. Не беше да јас тоа што го правам. Кратки црти рече дека треба да се почитува успехот на репрезентацијата. Треба да се почитува се што е македонско. Без разлика. Ако си ти најдоброто ток-шоу или како да сакаш да го наречеме, тоа треба да се почитува. Пак си на Фейсбук. Миркаш некоја? Не. Па не знам, на Твитер тие твитерџиките што се прават паметни нон-стоп. Не сум ни на Твитер. Значи на Инстаграм си, а? Не сум ни на Инстаграм. Шо правиш тогаш? Цело време си на телефон. Го немаш оставено во последниве 5 сати телефон. Па нели потрошувачки кредит ќе земавме? Се договаравме станчето да го средуваме, така? Па да. Епа, сето тоа го правам тука. Само се мислам дали капиште да додам или Буњаковец, па сега гледам најблиска филијала кај има. Мило, па ако сакаш, јас ќе идам до Буњаковец, што не се малтретирај ти за џабе што да си излагаш од дома. А ти ќе идеш у Буњаковец? Заради мене да ми помогнеш? Па да. А тоа нема врска со Фустанчено вчера што го гледаше, така? Ти ради мене сега тоа. Луѓето стално ме прашуваат две прашања. Добро вечер, ти цело време живееш у кафана, а второто е, добро, а зашо не пушиш обични цигари? Сега ги ви кажам.
Електронски цигари пушам, зашто не ја загадуваат околината, а и јас си уживам. Кој прекрасен вкус. Многу фрајерски изгледа. Ма ќе изгледам, вице-премиер сум. Јагдрен подлогата за кожа содржи глина. Скопје главен град на... Не заебавај. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Британското министерство за здравје потврди дека електронската цигара е 95% поздрава алтернатива, вистински проверена. Електронска цигара со клинички испитани течности. Амбрела. Од сега има повеќе од 30 амбрела и хенди продажни места широм Македонија, во сите подобро снабдени аптеки. Екоцигари.мк. Ова е перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Дали сте зависни од иновации и дигитална трансформација? 150 предавачи, 9 паралелни настани. Учествувате на 4-та индустријска револуција. 19 и 20 април, билети на webit.bg. И ова е минута со Јангдер. Тука со нас е Мешевски. Бојан. Бојан? Христина. Бојан и Христина се тука. Бојан и Христина правилата се многу едноставни. Ако е точен одговорот е +1, ако е неточен е -1. Имаме 60 секунди. Мечо е судија. Што почнува сега. Сега почнува. Добро, Мешевски. Јангдер кремот за нега на мрсна кожа има витамин B3. Кој е главен град на Јамајка? Тешко прашање. Никој не знае. Кингстон. Јагдрен подлогата за кожа содржи глина. Скопје главен град на... Не заебавај. Скопје град. Скопје главен град на... Македонија. Па Македонија, нормално. Јангдрен тоникот содржи комбинација на хидратантни состојки. Што има повеќе на планетава? Вода или македонци? Вода, токму така. Јангдрен млекото за тело за нормална да сува кожа содржи атлантоин, што ја помага хидрацијата. Кој е последниот датум во годината? 31 декември. 31 декември, точен одговор. Ако Јангдрен млекото за тело има демпантенол, како се вика бендот што настапува во 1-1 секогаш? Пеперминт. Пеперминт, точно е така. Јангдрен лосионот содржи екстракт од алоe вера. Како се вика женскиот член на групата Кате и Нели Треков? Кате. Кате, така е. Готово. Значи, готова? Океј, резултатот е 3-2 за Христина, 3-2, честитки. Но, како што тоа го правиме во Јангдер, сите добиваат Јангдер. Браво, Бојан, браво, Христина, браво, Мешевски, аплауз за Мешевски. Ако е овде 20 часот, дали е светло или темно во Барселона? Не е ни битно што ќе кажеш, и сакам само Барселона да ја спомнам. Борко све кажа поише од што треба. На крај само да му честитаме за убавата репрезентативна кариера на Петар Ангелов, бидејќи се повлече нели официјално, твојот колега од репрезентацијата, нели? Така ли? Аплауз еден за Диви. Ево го Диви. И бидејќи немаш влакна на јазик, ја да те прашам дали ова ти беше најбољи интервју до сега во животот? Интервју со најмногу потења, да. Што значи индиректно и најбољи интервју. Ја наполни душата. Борко Ристовски беше ова, дами и господа. Борко, од нашиот заеднички пријател Алкалоид имаш Good Nature, благодарам. имаш витаминка, Чоколадце нема некој? Чоколадце нема? Внатре многу има чоколадце. Тоа е добро. Многу. Тоа е добро. Ова за со девојчета, знаеш, горе хлад да се отидеш. И за сила да ни браниш како што треба секогаш живети Monza Energy Drink. И го молам уште еднаш голем аплауз за министерот за одбрана Борко Ристовски.
Имаш фаца, ја те познавам од порано. Немам проблем со тебе, имало и полошо. Тажен е светот, ако ти не си во него влечиш нагоре. А јас сум доле. Сошиен, 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 за тебе јас сум сошиен. Сошиен, 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 сошиен. Добре дојде овде вратата отворена. За тебе ќе изедам и љута пиперка. Да знаеш без тебе, како без вода за мене не е типично. За тебе јас сум сошиен. Сошиен, 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 за тебе јас сум сошиен. Сошиен, 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 сошиен. Добро, доста интересна емисија имавме. Надам малце повеќе да добиете